Dobar den, dragi gledači. Денеска ќе покажеме како се прави пченкарно лепче или по наше како се вика пченкарник. За да направиме пченкарник, прво ни требаат 5 јајца. Ќе скршиме 5 јајца во ванглата. И за оваа рецепта не треба миксер, се може да се меша на рака. Затоа што не треба многу мешање. Ќе ги изматиме 5 јајца, не треба многу да се матат, само колку да се разбијат. На рака ќе ги изматиме, 1 минута, не треба повеќе. И потоа на јајцата, ако се сеќавите минатиот пат кога направивме кисело млеко, сега ќе го употребиме за да направиме пченкарно лепче. Ова е една чаша и уште една, значи на 5 јајца ќе додадеме 2 чаши кисело млеко. И тоа ќе го изматиме исто. Киселото млеко се употребува во многу јадења кои се прават со месење, во супи, во сосови и така натаму. Значи се употребува во готвењето, а убаво е да се јаде и така. Потоа ќе додадеме 1 чаша масло и 2 чаши пресно млеко. Исто така ќе го помешаме малку. Ќе додадеме малку сол, 1 лажиче сол и ќе додадеме бейкинг паудер или прашак за печење, 2,5 лажичиња мали, а бейкинг сода ќе додадеме 1 мало лажиче. И поново тоа ќе го измешаме, ќе почне да наживува одма. На сето ова ќе додадеме 1,5 чаша бело брашно, ќе си измешаме убаво. И 2 чаши ќе додадеме пченкарно брашно. Или тука како што го викаат корнмил. Исто и тоа ќе се измеша добро. И ако го правиме без миксер, ова матење не прави грудки, многу убаво се мати. Откако ќе изматиме сето тоа, на крајот ќе додадеме 2 чаши бело сирење или фета чиз, како го викаат тука. И ова сега малку ќе го помешаме, не мора многу да се мати со сирењето. И како што гледате, смесата за пченкарникот е готова. Вака направеното тесто за пченкарникот ќе го ставиме во стаклено тавче од 3 литра, големината на ова тавче е 3 литра, и ќе го испрскаме ова тавче со масло, за да не се залепи кога се печи. И сега ќе го туриме целата смеса во тавчето. Така. И може вака малку. И ќе го ставиме во шпоретот да се печи 45 минути на 375 степени. Така. После 45 минути ќе го извадам пченкарникот. Како што гледате, е готов. Убаво се испече. И ова е убаво да се сервира топло. Може да се јаде во секое време, а посебно како лесен ручок. Така, ќе го исечеме. И еве како што гледате, тоа е пченкарникот или пченкарното лепче, кое е многу убаво испечено, пожолтено и одоздола.
и да го пробаме. Топло е малку. Многу убаво. Добар апетит и довидување до следниот пат.